Благодарам председателке, почитуван заменик министер, почитуван колега Бочварски. Заврши времето на мегаломански буџети, а нула реализација на капитални инвестиции. Заврши времето кога блескавме, а нула проекти во државата. Затоа што, да ве потсетам, очигледно имате, не знам, кратко паметење, во инфраструктурата, вие како поранешен министер за транспорт и врски, ќе ви кажам, еве пример, што се постигна за една година, а што не постигнавте за 4 години. Најголемите проекти ваши, во вашето владење, беше сечењето на оградата пред влада и играњето од чочеци, зашто само тоа го знаевте. Еве пример, во инфраструктурата обезбедивме највисок процент на изградба на патишта од осамостувањето до денес. Значи, има градежна експанзија во Република Македонија и ви препорачувам да си ги трнете розевите очила, за да ги видите реалните проекти. За само една година се обезбеди градба на 225 инфраструктурни проекти во прва фаза во висина од речиси 3 милиарди денари и 615 инфраструктурни проекти во втора фаза во висина од речиси 7 милиарди денари. Се започна со изградба на автопатот Тетово-Гостивар, се пушти во употреба делницата Градско-Дреново, се пушти во употреба експресниот пат Страцин-Ранковце-Крива Паланка, целосно се реконструира регионалниот пат Охрид-Конско-Светинаум, се пушти во употреба пругата на коридор 8 Куманово-Бејаковце, од нула функционални локомотиви, за само 3 месеци од мандатот ставивме 11 во употреба и обезбедивме нормализација на железничкиот сообраќај. Она се што вие уништивте додека вие владеевте, буквално не ги ни поправавте локомотивите, а знаете дека сообраќајот и инфраструктурата се најважни за било која гранка да се развива во државата. Кога ви објаснувавме дека градежништвото треба да е приоритет, да има капитални инвестиции, затоа што знаете вие добро како бивш министер за транспорт, дека всушност преку градежништвото се генерираат или се развиваат над 30 индустријски гранки. Кога говоревте за образованието, јас ќе изберам неколку области затоа што немам толку време за да објаснам. Да ве потсетам, ниту една школска година не почна на време во вашето владење и децата ни учеа од слики на Вибер. За една година се средува состојбата во образованието. Жално е да слушам вакви критики од власт која што направи пустош во Република Македонија.